Radio Ravel 96 FM. Ravel 96. Radio Ravel 96 FM. There are migrants Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Музичка емисија. Мезанин. Деведесет и шест FM. Мезанин. 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 Еден, два, три. Мезанин.
Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на Меѓупросторот на Радио Равел. Мезанин во живо секоја среда од 22 часот па се до полноќ. Стартувавме со првиот сингл од новиот албум на Gorillaz насловен Dirty Harry. Една прекрасна тема која на сите нам ни остана во главата последниве месеци, гледајќи го спотот на музичките телевизии, каде што мали анимирани човечиња си играат во една пустина таму на далечниот исток. Сето тоа надополнето со прекрасен звук, токму како што е имиджот на Gorillaz. Значи, еве уште од почетокот навестуваме дека вечерва најголем дел од ова издание ќе му посветиме на новиот втор поред студиски албум на Gorillaz насловен Demon Days, или ако сакате Demon Days, за да направиме една алузија на човекот кој всушност е главен во овој проект. Се работи за вокалот на бендот Blur, Damon Albarn, кој во паузата додека неговиот матичен бенд не снима албуми, си направи едно фино проектче каде што луѓето не се појавуваат во живо, па дури и на свирките, туку нив ги заменуваат анимирани ликови. Знаеме дека денес музиката, освен музика, истовремено и имидж, така што мислам дека Gorillaz навистина се еден успешен поп музички проект на кој треба да му се обрне поголемо внимание. Инаку вечерва во Мезанин исто така ги имаме и редовните рубрики Мезанин вести и Мезанин подкултура, кои фино ќе ги распределиме во овие 2 часа, но пред се вечерва ќе се посветиме на една приказна наречена брит поп музика која започна некаде кон крајот на 80-тите години со бендот Stone Roses, а продолжи преку бендовите како Blur, потоа Radiohead, Јан Браун со неговите самостојни проекти и така натаму, значи ќе следиме една развојна линија на брит поп музиката и тоа на оние бендови кои милуваме да ги слушаме во Мезанин. Токму затоа вечерва веднаш по Gorillaz и нивниот прв официјален сингл Dirty Harry од вториот албум Demon Days започнуваме онаму каде што почна приказната за брит попот. Се работи за 1989 година. Албумот е насловен The Stone Roses, бендот нормално е The Stone Roses. Темата која го отвора ова остварување е насловена I Wanna Be Adored, потоа ќе ги чуеме и Waterfall и I Am The Resurrection, како отворење на приказната за сето она што брит попот представува изминативе 5-16 години. Значи, одиме со Stone Roses, зачетниците на оваа нова музичка сцена кон крајот 80-тите и почетокот на 90-тите во Британија, која потоа како вирус се наметна и врз целиот свет. Ајде, Stone Roses.
96 FM. Mezanin. Today's the day she swore to steal what she never could own and race from this hole she calls home. Now you're at the wheel. Tell me how does it feel? So good to have equalized, to lift up the lids of your eyes. As the miles they disappear, see land begin to clear, free from the filth and the scorn. This American satellite's war. She'll carry on through it all. She's a waterfall. She'll carry on through it all. She's a waterfall. Seas people climb, the hills as old as time, soon to be put to the test, to be whipped by the winds of the west. Stars on shifting sands, the scales of her hands, the wind it just whips her in waves and fills up the brigantine sail. She'll carry on through it all. She's a waterfall. She'll carry on through it all. She's a Eden, dva, tri. Mezanin. Down, down, you bring me down. I hear you knocking down my door and I can't sleep at
I Am The Resurrection пеја Stone Roses во слушнавме во овој блок. Опа, одиме малку со гласот горе-долу. Инаку Stone Roses навистина го воскресна британскиот поп-рок звук со нивниот првен Stone Roses од 89-та година. Се сеќавам уште во средна школа кога ќе се појавеше некој со плочата Stone Roses кој имаше едно прекрасно лимонче на насловницата. Навистина се собираше кругче околу него и долго се дискутираше за новиот звук што токму Stone Roses го понудија на британската и на светската музичка сцена. Инаку Stone Roses има свое второ враќање, бидејќи во тој период нешто по деби албумот се раскараа членовите, но во 94-та година се вратија со албумот исто така символично насловен Second Coming, за потоа дефинитивно луѓето да раскрстат, но секој дефинитивно си има и нешто помеѓу, па така 96-та година на мое големо задоволство Stone Roses, барем дел од членовите на чело со Јан Браун повторно се реформија и свирија на доста фестивали низ светот. 96-та година тие ја посетија и Будимпешта, беа дел од Pepsi Ziget фестивалот, каде што на моје огромно задоволство направија навистина огромен и фантастичен концерт. Инаку, по распаѓањето на Stone Roses, Јан Браун продолжи со своја самостојна кариера. Во меѓувреме издаде 4 студиски албуми, каде што навистина експериментираше со звукот на разни начини. Вокалот нормално истиот како од The Stone Roses, меѓутоа темите, лириката и пред се музиката со која експериментираше е навистина нова и возбудлива. Предминатата година 2004-та Јан Браун го издаде неговото засега последно студиско остварување насловено Solar Race, но според мене едно од послабите негови во соло кариерата. Токму затоа се навраќаме во 2002 година, каде што Јан Браун направи навистина едно малечко ремек дело. Неговиот албум од таа година носи наслов Music of the Spheres и за продолжување на брит-поп фазонот вечерва во Мезанин ги слушаме Fear, Bubbles и Forever and a Day. Ова е Јан Браун во соло водите, одиме со 3 теми од неговиот албум Music of the Spheres. Слушајте. Мезанин. For each your own, for every man a religion. Find everybody and root everything and no more. Forget everything and remember, for everything a reason. Forgive everybody and remember, for each your own, for every man a religion. Face everybody and rule everything and no more. Forget everything and remember, for everything a reason. Eternity of these reactions, free excellence affects reality. Fallen empires are running, find earth and reap. Fantastic expectations, amazing revelations, final execution and resurrection, free expression as revolution, finding everything and realizing you got the fear, you got the fear, you
got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. Eden, dva, tri. Mezanin.
1, 2, 3. Мезанин. What you gonna do when you just found forever? Where you gonna get to when you can't get it together? Forever and a day, a fly gets caught up on a spider's web. The snake still has another skin to shed. Forever and a day, is it all a dream or have you just found forever? Get it all together, get like birds of a feather. Forever and a day, the truth be told, you're more than stones and rings of gold. You can't be bought and sold. What you gonna do when you just found forever? Where you gonna get to when you get it together? Every day, forever and a day. Мезанин. Вести. Океј, со разголувањето на брит-поп музиката и брит-поп културата, може слободно така да ја наречеме, ќе продолжиме по редовната рубрика Мезанин Вести, во која веќе влеговме. Одиме со една панк информација за почеток. Во нередите што избија за време на концертот на едни британски панкери во Калифорнија, повредени се неколку луѓе, а 2 полициски коли се демолирани. На концертот на British Invasion имало околу 1500 посетители кои ја нападнаа полицијата со камења и шишиња, терајќи ја да се повлече. 2 посетителя се хоспитализирани со сериозни повреди, а 2 полицајци претрпеа помали повреди. Нередите започнале кога полицијата стигнала во National Orange Show Events по дојавата дека имало напад со нож. Тие влегле внатре и го извлекле изводениот, како и уште еден претепан посетител, но насилната публика повторно ги натерала да се повлечат. Потоа на сцена настапили солзавецот, па почнала тотална фрка по улиците. На концертот кој траел цел ден настапиле 22 панк бенда. Инако во муабетите со пријателите кога правиме една малешка реминисценција на сцената во нашиот град, навистина со жалење можеме да констатираме дека повеќе низ градов не можеме да ги видиме старите добри панкери како се шетаат и како доаѓаат на концерти. Има по некои примеруци се уште во нашиот град, но ми се чини дека токму панк сцената во градов на некој начин како да замира, што навистина е тажно, бидејќи секогаш сум мислел дека во разновидноста е убавината кога се оди на концерти, нели? Океј, одиме со Sex Pistols, од нивниот легендарен Nevermind the Bollocks, се слушаме темата Проблем со ова се Sex Pistols.
Пред да продолжиме со втората мезанин вест, уште малку за Sex Pistols. Последната информација што стигна за нив е дека беа ставени во рок-н-рол халата на славните, меѓутоа на инаугурирањето на бендот во рок-н-рол халата на славните воопшто не се појавија преостанатите членови на бендот, така што Sex Pistols и натаму остануваат во свој филм. Океј, одеме со втората вест за вечерва. На 2 јули ќе излезе 8-миот поред студиски албум на Pearl Jam, едноставно насловен како името на бендот. 2 месеца претходно ќе излезе синглот Worldwide Suicide, кој го компонираше Еди Ведер, кој на 8 јуни ќе може да се даунлодира од нивниот сајт цели 2 дена. Албумот го продуцираше Адам Каспер, човекот кој работеше и на Riot Act во 2002 година, за сега последното студиско остварување на бендот. Временската разлика меѓу овие два албума е најголема досега меѓу две изданија на бендот. Ведер во едно интервју го испофали албумот, велејќи дека е нивниот најдобар и најжесток досега. Тој додава и дека песните се прилично агресивни, бидејќи такви се денес времињата во Америка. Инаку бендот за оваа година најавува и голема турнеја по пауза од дури 4 години. Ние во мезанин го имаме лайв ектот на Pearl Jam насловен On Two Legs. Да видиме како звучи нивниот најголем хит од деби албумот од пред 12 веќе години, Even Flow. Ова се Pearl Jam во живо. FM. Мезанин. Oh, no.
Старите добри гранџери Pearl Jam се враќаат на 2 јули на сцената со 8-миот поред студиски албум насловен како името на бендот. Со нетрпение го очекуваме ова остварување кое веројатно ќе го слушаме и овде во Мезанин кон крајот на годината. Океј, одиме со заокружување на вечерашното вечерашната Мезанин вести рубрика да видиме што прават новите музички американски звезди. Джек Вајт од White Stripes го обвини пејачот и текстописец Били Чайлдиш за плагиаторство. Вајт реагираше на Чайлдишовите обвинувања за бендот пренесени во магазинот GQ, каде рекол дека не може да ги слуша White Stripes затоа што немаат добар звук. Според Чайлдиш, Джек само малку е навлезен во звукот, а сака да стане поп звезда. И тоа е неговиот проблем, според него. Вајт пак му одговара: Мек и јас те сожалуваме, мора да е тажно да се седи сам во гаража. Знаеш, Били, кога ќе земеш туѓа музика и врз неја ќе залепиш текст, тоа се вика плагиаторство. А White Stripes заживеа во Македонија, тек тогаш ќе видеа што е плагиаторство на музика. Океј, одиме со White Stripes со нивниот блуз ориентиран последен албум од минатата година Get Behind Me Satan. Ја слушаме прекрасната Take, Take, Take. There I had a comfortable share, and that was all that I needed. Then my friend offered me a drink for us to share, and that was all that I needed. Well, then I felt the ease, but then I'm not too hard to please. I guess you couldn't come and read it. Shocked to look up and see Rita Hayworth there in a place so seated. She walked into the bar with a long red curly hair, and that was all that I needed. And I said to my friend, "Good God, we're lucky man, and they just even see her." And that was all that I needed. Then I saw what she wrote. My heart is in my mouth, and that was all that I needed. Then she handed it to me, and I think that she could see that that was all that I needed. I started to walk away, but then I remember, hey, I forgot to get a picture. So I asked her one more time, could I have another favor? That was
was all that I needed. Or maybe a kiss on the cheek, I wouldn't want it for a week. That would be all that I needed. But she didn't even care. And I was even there when I hold the feeling. Бакни го звукот. Мезанин. Океј, по мезанин вестите се враќаме на нашата вечерашна тема, Брит-поп линијата, која ќе разголиме се некаде до таму 12 часот. По Stone Roses и Јан Браун, кои ги слушнавме во првите 20 на минути од вечерашното издание, продолжуваме со два бенда кои веројатно оставија најголем печат, барем што се однесува до оваа музичка линија во Британија и во светот. Се работи за бендовите Blur и Radiohead. Инаку во 90-тите години наголемо се зборуваше и пишуваше за дуализмот помеѓу Blur и Oasis, меѓутоа ми се чини дека Oasis вечерва дефинитивно ќе ги ставиме настрана и воопшто нема да им посветиме внимание, бидејќи браќата Галагер се доволно луди, се играа со кокаин и со 300 чуда, така што сето она што тие го направија на музичката сцена останува за некоја друга прилика и пред се за некоја друга емисија. Вечер разборуваме, односно ќе слушнеме музика од Blur и Radiohead од нивниот последен период од музицирање, на некој начин да ја навестиме инкарнацијата на самата брит-поп музика, што се случува во бендот Gorillaz, кои ќе го слушаме негде по 23 часот. Значи, како оди она развојна линија од фините гитарски певливи брит-поп песни, па се до она што Radiohead и Blur представуваат во последно време. Инаку Blur последниот студиски албум го издадоа во 2003 година, беше насловен Think Tank. Тие веќе за оваа година го најавуваат своето ново студиско остварување. Мене ми е драг овој албум затоа што токму кога Мезанин започнуваше на Радио Равел во 2003 година, на Think Tank му посветувавме големо внимание, затоа што навистина се работи за едно квалитетно остварување кое е составено од дури 13 теми. Во продолжение ќе ги чуеме Blur со темите Out of Time и Good Song сместени на Think Tank, а потоа ќе продолжиме со Radiohead со нивната брит-поп или брит-поп рок инкарнација од 90-тите години, значи ќе го запоставиме нивниот последен период во кои тие пред се многу експериментираат и на некој начин навистина, ако може така да се каже во наводница, забегаа во сето она што представува во 90-тите години. Па токму затоа ќе се навратиме на две теми од нивниот поранешен гитарски период од 90-тите години, кога го издадоа и култното остварување OK Computer, кое во 97-та година и во годините потоа навистина влијаеше на многу нови музички имиња кои се појавија на британската музичка сцена. По Blur ги слушаме Radiohead со темите Fake Plastic Trees и темата Paranoid Android. Хајде нека биде таа. Значи одиме во пакет Blur и Radiohead. Мезанин. Where's the love song set us free? Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we never clear the cloud. And you've been so
time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. It's in a computer now, gone of the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Tell me I'm not dreaming, but are we out of time? We're out of time, out of time, out of time. Out of time, out of time. 96 FM Mezanin.
for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. That she bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. It wears around. It wears around. It wears around. It wears around. She lives with a broken mind, a cracked polystyrene man who just crumbles and burns. Used to do surgery for girls in the 80s with gravity elsewhere. And it wears them out. It wears them out. It wears him out. She looks like a real thing. She tastes like a real thing. My fake plastic love. But I can't help the feeling. I could blow through the ceiling if I just stayed around. And it wears me out. It wears me out. It wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted all the time, all the time. מזנין. Please could you
Мезанин. Ги слушнавме во Is Folder, Blur и Radiohead за конечно да дојдеме до виртуелното музичко чудо насловено Gorillaz. Вечерва Demon Days, нивното второ студиско остварување, ќе го преслушаме па некаде повеќе од половина од темите што се сместени на овој албум, но први им правиме загревање со нивното деби издание од 2000 година, кога всушност се појавија на музичката сцена. Значи, како што споменав на почетокот, се работи за сайт проект на Damon Albarn, лидерот на Blur, човекот кој во меѓувреме додека Blur не беше на турнеја и додека не работеше на нивниот нов материјал, знаеше да тркне и до Африка, да учествува на некои од тамошните музички фестивали, да се запознае со црните музичари и пред се да влече влијанија од нивната музика за да го прошири својот музички спектар. На сето тоа кој ќе се надодаде и новата употреба на електрониката на музичката сцена, се добива еден комплетен музички исто така и визуелен проект насловен Gorillaz. Gorillaz воопшто не се појавуваат на нивните концерти, туку тоа за нив го прават кукли или анимирани ликови, но сето тоа изгледа интересно и моќно и пред се бенд како што треба да изгледа на почетокот од 21 век, кога ќе се сублимираат на едно место и визуелниот и музичкиот момент. Пред да одиме на нивниот нов албум, одиме со 3 теми од нивното деби издание од 2000 година. Првин ќе одиме со големиот хит насловен Clint Eastwood, потоа ќе чуеме темата 19-2000 и на крај ќе го заокружиме ова преслушување на деби албумот на Gorillaz со темата Punk. Одиме. Еден, два, три. Мезанин. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's
future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future. The world is spinning too fast. I'm bound that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music of gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Here you go, get the cool shoe shine. 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 There's a monkey in the jungle watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep 'em out, move on. Okay, bring it down, yeah, we'll come back out. Get the cool shoe shine. Get the cool shoe shine. Get the cool shoe shine. Get the cool shoe shine.
punk. Hey, do the punk. 96 FM. Мезанин. Мезанин под култура. Океј, пред да одиме со новиот албум на Gorillaz Demon Days, одиме со рубриката Мезанин под култура, во која вечерва ќе ви ги представиме најзначајните рок концерти во светот во изминатиот век. Успехот на рок музиката во 60-тите години, кој се манифестираше и со голема продажба на грамофонски плочи, продолжи со организирање на гигантски рок концерти. Меѓу нив најзначајни се концертите на Битлси и на Ши на стадионот во Њујорк во август 1965 година. Вкупната заработка се проценува дека била $300,000, што е голема сума за тоа време. Потоа голем рок концерт се одржува во Монтереј, на кој се собираат околу 150,000 луѓе. Следат Мајами Поп фестивалот во август 1968 година, Њупорт рок концертот 1969, Атланта Поп фестивалот во јули истата година и легендарниот Вудсток кој се одржа од 15 до 18 август 1969, на кој во текот на трите денови дефилираат околу 500,000 посетители. Потоа следи рок фестивалот во Алтамона, Калифорнија, кој го следеат 300,000 луѓе. Следи рок концертот во Воткинс Глен, Индијана, во 1973 година, кој ја надмина бројката од 600,000 посетители. Инаку во поново време да го споменеме и Вудсток, обновениот Вудсток во 1999 година. Исто така и Стоунси пред еден месец собра 1 милион луѓе на плажата Копакабана во Рио де Жанеиро, а дефинитивно најголемиот концерт исто така во Рио го одржа Род Стюарт пред 20 години, на кој неофицијално имало помеѓу 3 и 4 милиони посетители. Океј, одиме со Джими Хендрикс од неговиот албум, односно специјално лимитирано издание Experience Hendrix. Од второто CD ја слушаме прекрасната Highway Chile. Ова е Джими Хендрикс. Еден, два, три. Мезанин.
Мезанин. Меѓупростор на Радио Равел. Потврдиот, но лепршав гитарски звук на Џими Хендрикс во рубриката Мезанин под култура ни остануваат уште 25 минути до крајот на вечерашното издание на Мезанин. 25 сладки минути во кои ќе сместиме музиката на Горилас од нивното второ студиско остварување насловено Demon Days. Четирите анимирани и виртуелни херои повторно ни нудат еден сладок, пријатен брит-поп, но еволуиран брит-поп звук, во кој се надевам дека ќе уживате се некаде таму до полноќ, до крајот на вечерашното издание на Мезанин. На почетокот ја слушнавме темата Dirty Harry, нивниот прв сингл од овој албум. Токму затоа во овие 25 минути не ќе скокнеме, но ќе ги чуеме поведните интро Last Living Souls, потоа Kids with Guns и Green World, за да продолжиме со темите Feel Good Incorporated, El Manana и на крај ќе завршиме со насловната, како името на албумот, насловена Demon Days. Значи до крајот ги конзумираме Горилас, отворите ги сите сетила и уживајте. Мезанин, мезанин, мезанин. Are we the last living souls? 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 How you say? That's no way to behave. And just along, then we begin to sing a song.
96 FM. Мезанин. Kids with guns, kids with guns, taken over, but it won't be long. They mesmerize skeletons. Kids with guns, kids with guns. Easy does it, they got something to say. Drinking now, pacifier, in the sauce. Street desire is a message too, but it won't be long. Kids with guns, kids with guns. Easy does it, they got something to say. Now they're turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire. Pacify, taking soul where you are. Doesn't make sad too, but it won't be long. 'Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, they got something to say. Now they're turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all real, it's real, it's real, push it real. מזנין, מזנין, מזנין. Remember, you're falling
1, 2, 3. Mezanin. Laughing gas, these hazmats, fast
this Motown with your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, until you chin it. Head and watch the way I navigate. Windmill for the land, and forever hand in hand. Take it all out on your stride. It is taking voting land. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill for the land is everybody in. Don't stop, get it, deep how your captain's in it, steady, watch me navigate. Don't stop, get it, deep how your captain's in it, steady, watch me navigate. Devedeset i šest FM. Mezanin.
слушаме насловната тема Demon Days од второто студиоско остварување на Gorillaz. Вечерва некако ја разголивме Britpop линијата која започнуваше од Stone Roses, па преку Ian Brown ги слушнавме и Blur, Radiohead, па се до оно што се нарекува осовременување на овој британски звук преку бендот Gorillaz. Се надам дека претходните 2 часа ви беше пријатно на оваа фреквенција во новото издание на Мезанин. Току го пропуштивте Мезанин. нешто, репризата на ова издание е во сабота од 21 до 23 часот, а останете на оваа фреквенција и по полноќ следува третото издание на новата емисија на Радио Равел, Radio Baghdad Hit Parade. Чао, чао, од Игор Ангелков и Петар В. Георгиевски. Ајде, девојко. No Charlie Boy, and no Brits, and no America, and no 96 FM. Мезанин. 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 The Germans have just lost us 50,000 jobs down in Birmingham, Italy. I'm going to tell you, we're a proud country. We take over our own history. We take over our own history. It's called public ownership that means emotion distribution instead. It's clause 4 of the Labour Constitution. It's quite simple. We're not fascist. In fact, we're the opposite. We're socialist.